Манастирската црква посветена на свети великомаченик Георгиј Победоносец во Мала Речица денес го одбележуваше празникот посветен на својот патрон. Верниците во голем број пристигнаа на денешното празнување кое започна на Пладне со мал водосвет и осветување на славскиот колач од страна на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Нека ни е честит празникот, посветен на светиот Ѓорѓи Победоносец. Еве денеска од сабајле отслуживме божествена литургија во Волковије во манастирот Свети Ѓорѓи, а денеска во 12 часот ги прекршивме славските колачи на кумовите овдека во манастирот Свети Ѓорѓи во Мала Речица. На сите кумови и оние кои слават слава, им го честитаме именденот и славите со желби за многу здравје и успех во оваа година. Делењето на парчиња од славскиот колач беше начинот на кој се определија новите 15 кумови за прослава за наредната година. Меѓу верниците кои добија парче од славскиот колач со паричка беше и нашата колешка, новинарката на телевизија КИС, Сонја Стрезовски. Таа за прв пат станува кума на ваква прослава, па така до година очекуваме од неа да ни соопшти дека кумството и донело среќа и нови радосни моменти во животот. Убаво е чувството кога работата ви е задоволство, па можете да дојдете на вакви настани, каде што православниот народ е собран на еден ваков убав ден. Прв пат ми се случува да ми падне паричката, да бидам кума. Денеска со мојот сопруг, затоа што го носи името на овој голем светец, имаме двојна причина за славење. Меѓу кумовите имаше и верници од диаспората кои се дојдени на одмор во родниот крај. Името ми е Драге Танасовски од село Долно Седлерце. Работиме во Австралија и така дојдовме денеска на денот на Свети Ѓорѓија во Речица и паднавме кум да бидам. Еве го паричето. Фала му на Господ што ме благослови и што ми даде да бидеме кум за до година. Дори ја прв пат доаѓам тука, го гледам, значи многу убаво, гледам луѓе има, се гради, се прави, тоа е иднината на Македонската православна црква и на нашиот народ. И така треба да се продолжи, да се гради, да се прави и да опстанеме како вера, како нација и како држава. Многу добро е, ова година е највише посетено од све години што имало порано. Јас сум иначе пензионер, се викам Арсиќ Бошко. Доаѓамо редовно секоја година. И многу фино е, ова година е што може да биде. Јас сум Обрат, драго ми е што денешен ден на Свети Ѓорѓија е воедно и мој празник од местото ја кај што сум роден и се наоѓам во Свети Ѓорѓија во Тетово, исто како се наоѓам во мојот роден крај. Посебно чест ми се укажа што јас сум и кум за наредната година, добитник на кумство. Пожелувам на сите добронамерни пријатели и православци сите празници, освен овој, да го испочитуваме. Годинешните кумови, исто така 15 на број, подготвија братско-сестринска трпеза на љубовта. Традиционално тетовчани го поседуеле секој Ѓурѓовден и за други празници, и за Бадник, ама за Ѓурѓовден кога именда на црквата нарочито у масовен број и 15 кума, доказ дека се повеќе заживува црквата 15 кума што има више. Прв пат у историјата нова црквича забележано владика да дојде на службава за Ѓурѓовден. Владиката беше денеска. Се поќе народ. Стаена прва плоча на конаците лани, втора плоча годинава покриено, исто на конаците. Така да се повеќе заживува, доказ дека ова црквиче ќе го врати сјајот не како што беше, туку уште појако него што беше во претходните години. Многу сум среќен и радосен што од празник во празник, од година во година се повеќе има присутни во дворот и идејата што од почетокот ни беше да се помлади се вклучат во прославување на празниците, на христијанските празници, тоа се покажува и се докажува со самото присуство на луѓето тука. Се очекува обновувањето на црквата и придружните објекти да биде завршено во текот на оваа година. Се надевам дека набрзо црковниот одбор веќе закажавме средба па да договориме и официјално светење на овој манастир, но за датата дополнително ќе ви информираме сите. Нека ни е честито и благословено и Свети Ѓорѓија се моли за нас и за овој град. Господ со нас. Манастирскиот комплекс Свети Георгиј Победоносец, откако беше запален во 2001 година, почна да се реконструира во 2010.